Почитувани добровечер, во емисијата Став вечерва гостува координаторот на советничката група на СДСМ во Советот на општина Куманово, Томица Илиќ. Господин Илиќ, добровечер. Добровечер, благодарам на поканата. После подолго време сум гостин во вашата емисија. Мило ми е што имаме можност сега во ова некоја наша нова нормалност на ваков начин да презентираме пред граѓаните дека е можно и онлайн работа и за медиумите и за нас политичарите дека може тоа да се оствари и се надевам дека ќе имаме успешно и гледано интервју оваа вечер. Се уште најактуелна тема е вирусот COVID-19. Околу 22.000 активни случаи на заболени од коронавирусот на ниво на државата, речиси 900 во Куманово, околу 1850 починати лица во државата. Деновиве токму вие одржавте пресконференција по повод една година од првиот регистриран случај на заболен од коронавирусот. Според вас, како здравствените власти и Кумановската болница се справуваат со пандемијата? Во меѓувреме владата донесе некои мерки, но некако бројката на заболени никако да почне да се намалува. Сметате ли дека се почитуваат мерките во Куманово? Како што рековте, јас пред некој време одржав пресконференција на оваа тема за пандемијата со COVID-19, епидемија на наше ниво на Република Северна Македонија. Ќе почнам од крајот на вашето прашање во однос на тоа дали се почитуваат мерките. Бидејќи тогаш на пресконференцијата реков дека како еден главен виделник, може да кажам, за зголемување на бројката на ново заразени пред се зборувам за Куманово, е моја лична перцепција дека не се почитуваат доволно мерките. Се работи за мерки, за препораки кои се препорачани од Светската здравствена организација. Значи зборуваме за сериозни институции кои што даваат мерки и препораки кои што се применуваат и во сериозни држави на кои ние се стремиме да бидеме дел членка, да живееме во заедница тие држави, како Германија, Франција и Велика Британија, но кај нас сета и кај нив тој проблем го има, непочитувањето на мерки доведе до што доведе во овој втор бран. Многу луѓе реагираа после таа моја пресконференција, лично на мене ми реагираа дека ги обвинувам луѓето за дека не се доволно свесни, дека непочитувањето, дека не е тоа главен проблем, дека можеби здравствените власти сепак не добро се справуваат со пандемијата. Јас не го делам тоа мислење со нив. При тие разговори со нив го споредив почитувањето на мерките како учество во сообраќај. Без разлика дали сте шофер, дали сте велосипедист или сте пешак, и таму има препишани некои закони, правила како ние треба да се однесуваме, исто како сега со оваа пандемија. Кога ќе се прави грешка во сообраќајот, доаѓа до некои несакани ситуации, како сообраќајни незгоди, така натаму исто и овдека. Кога не се почитуваат препораките и мерките, доаѓа до зголемување на бројките. Ние за месец дена, не знам, некаде мислам преку 20.000 имаме зголемување на ниво на Република Северна Македонија, што е навистина огромна бројка. Јас навистина не памтам, можеби по старите паметат, некоја друга болест во Куманово да има хоспитализирано 120 луѓе. Ова е мојот мисла дека околу толку има хоспитализирано во општа болница Куманово. Некаде околу 70 до 80 одат во дневна болница. Тоа се огромни бројки. Можеби ако има доволно капацитет во болницата, таа бројка би била изголемена, но имаме многу и на домашно лекување. Таква болест до сега немало и не сме се соочиле. И затоа треба да бидеме крајно сериозни во борбата со ова, бидејќи освен што нанесува здравствени некои штети ова пандемија, епидемија, таа сериозно влијае на економијата, на безбедноста, на социјалниот живот, на се влијае на нас. Се соочуваме со тоа да голем дел од нашите сограѓани се уште не веруваат во COVID-19, дека постои таа болест, додека директно не се сретнат со неа. Тоа мене ми е лично несватливо и тоа е еден дел од можеби причините зошто се зголемуваат бројките. Затоа и тие не ги почитуваат мерките и доаѓа до нагло зголемување на бројки во Куманово и во Република Северна Македонија и во регионот. Дали овие бројки дали овие мерки, препораки се доволни, добри за да се смири овој втор есенски бран кој што ние сега го преживуваме? Во овој момент можам да кажам дека имаме тоа што често што го слушаме, тоа порамнување на кривата на заразени, каде што ние сега имаме некоја стагнација на бројка од 900 до 1200 секојдневно заразени. Ако ги пратиме и градовите, посебно во Република Северна Македонија,
може би има 2 до 3 општини каде што се уште се зголемува локалната трансмисија. На ниво на Куманово мислам дека тука се движат некаде бројки од 30 до 50 заразени дневно во просек, но треба сериозно да се бориме за да ги намалиме овие бројки. Зошто го зборам тоа? Сериозен ефект има врз здравствениот систем ова епидемија. Ние знаеме дека со години нели го критикуваме здравствениот систем, ваков бил, онаков бил, недостасува некои работи, но каков таков еве дојде во ситуација да се соочи со епидемија. Можам слободно да кажам дека нашите здравствени работници пред се во Куманово се вистински јунаци во ова борба, бидејќи Куманово што од самиот старт покажуваше бројки кои што се високи во однос на тоа дека некои општини други ги нема тие проблеми во почетокот во првиот бран во март, кога ние имавме голем број и вработени во болница кои што беа заразени и тоа се надмина, се смири малку преку летниот период, но сега доаѓаме во ситуација да пак тие бројки се зголемуваат. Значи таму вработените, посебно на инфективното оделение, зборам за лекарите, за медицинските сестри, за негователките, за сите таму вработени, тие во 8-9 месеци веќе се во континуирана борба со вирусот SARS-CoV-2. Тоа бара сериозен ангажман за да се пружи соодветна здравствена помош на луѓето кои што ја бараат кога одат во болница и тоа не треба да не наведе нас на малку подлабоко размислување. Значи што значи за нас ако тие еден ден тие преморени наши здравствени работници ако не се смири оваа епидемија, кога едноставно и тие ќе паднат. И тие ќе покушаат пред овој притисок што го има. Дел од луѓето jednostavно не размислува дека и таму тие луѓе имаат своји семејства, своји пријатели со кои може би се виделе со месеци, се живеат некој посебен живот ограничен во однос на семејствата, се пазат, се чуваат едни од други. Знаете, треба малку нашата совест по мене лично повеќе да работи во тој правец да бидеме посолидарни со тоа што се очуваат во болницата во Куманово. Може најдобро да биде илустрирано ако се навратиме на некои од претходните седмици кога го разгледувавме ние извештајот за епидемиолошка ситуација на Центарот за јавно здравство. Тогаш и јас во мојот говор кажав дека мојата колешка Алесандра Андоновска имаше многу емотивно обраќање во ден свој дел со што се соочува за следните работници. Зарем тоа нема да ги потикне граѓаните да го слушнат тоа каков проблем тоа представува за здравството во Куманово, во Република Северна Македонија, а мислам и во целиот свет дека и со бројот на ново заразени кои што се јавуваат секој ден. Такво обраќање на денот на градот на свечната седница имаше и колешката Наилја Османи и директорката на општата болница Куманово Снежана Захариева. Значи барем тие некои делови да ги подслучуваат нашите сограѓани, едноставно ќе сватат со што се соочуваат здравствените работници. Сега кога веќе збориме дали добро се справуваме, јас имам една своја теза, своје размислување дека главниот фронт сега е во болницата. И таму се води вистинската борба против COVID-19. Ние како граѓани, како општествено одговорни луѓе, системски ние треба да изнајдеме начин да бидеме свесни да го излечеме тој фронт, да не бидеме повеќе во болницата, да има возможност малку да тие луѓе да земат здив и да се вратат барем малку тие во нормала. А за тоа значи дека ние да ја водиме битката надвор од болницата. Што значи тоа? Да се почитуваат мерките, да се почитуваат препораките. Ако е препорака да се мијат раце, да се држи физичка дистанца, не би кажал социјална дистанца, бидејќи социјална дистанца едноставно значи тотално некомуницирање, физичка дистанца нека биде само да луѓето држат кога комуницираат помеѓу себе. Ако е мерка да се законска веќе во врска да се носи маска на отворено, да носиме сите, не само кога ќе наидеме на полиција да става маската, туку да ја носиме. Во институциите каде што се оди, кога што одиме на работа, било каде, значи да се максимално се почитуваат сите препораки и мерки кои што како што ќе кажам уште еднаш ги даваат сериозни власти, сериозни институции како Светска здравствена организација, а ги почитуваат и на големиот дел од развиените земји. Сега гледаме сите, слушаме дека сме во исчекување на вакцина која што се најавува како можно решение за COVID-19. Јас се надам дека Македонија таму во март ќе обезбеди доволен број на дози на вакцина и ќе се направи некоја правилна прерасподелба на кои групи на граѓани, на кои општествени сектори прво ќе се вакцинираат и самите граѓани наставно да ја прифатат вакцината како
дел од алатка против со која ќе се бориме против ова зло, чудовиште, како се него нарекуваат во наредниот период и да успееме да ја вратиме во нормала нашата држава, а воопшто се врати светот. А каква нормала ќе живееме после тоа ќе видиме, бидејќи сме сведоци колку малку го еве сега модерно е овој некој ден се гледа историја, па и се слуша црната чума која што била во 14 век, донела сериозни општествени промени во Европа пред се, така да можеби после кога ќе помине пандемијава со ковид ќе се случат некои општествени промени на светско ниво, па и ние овдека на локално државно ниво, ако остане кризата кај нас да трае малку повеќе, да не бидеме на опашката на тие промени, без разлика какви да бидат. Но сепак ќе искористам сега ова прилика овдека, бидејќи сум гостин, значи едноставно луѓето да сватат дека мора се почитуваат мерките, мора се почитуваат препораките, дистанца, маска, без групирање, да се воздржиме во овие месеци, значи без да водиме непотребни прослави, веселби, слави, нова година, не знам, има време за тоа, може и до године, може и во пролет, кога ќе се малку се надам ќе се смири ситуација, но сепак да бидеме свесни и одговорни во каква ситуација се наоѓаме. Со ребаланс на буџетот, општината одвои средства за обезбедување на сите предуслови за изградба на монтажна ковид болница. Имате ли информација колку средства се одвоени за ова монтажна, односно мобилна болница, за која што директорката најави дека ќе биде изградена до крајот на месецов и ќе има капацитет некаде околу 40 на легла, односно кревети? Така, ние последната седница на Советот со ребалансот на буџетот бевме на некој начин и задолжени, не знам, дали Министерство за здравство или за транспорт и врски, одвоивме 1 милион денари за обезбедување сите предуслови за изградба на овој болнички капацитет во општа болница Куманово. Тие пари ќе се вложат во дел инфраструктурно што треба да се среди за да може да се отпочне со изградба на болницата, да се направи приклучок за вода, за канализација. Мислам, не сум сигурен дека тој капацитет може да биде гасифициран за грејење да биде на газ, не сум сигурен во тоа, ќе треба да се провери. Значи, тие 1 милион денари се ќе бидат вложени за тоа. Но сепак има тука еден друг момент кој што можеби излегува малку од ова ваше прашање, што треба да кажем дека локалната самоуправа во Куманово на време се спреми за да може општа болница да гради ваков болнички капацитет. Некаде пред 2 месеци со промена на програма за работа на јавно предпријатие Куманово план беше доставена измена каде што беше вметнато изработка на основен план за градба за проект за градба на ваков болнички капацитет, со тоа и со уште некои припремни работи беа обезбедени сите предуслови за да се гради ваков болнички капацитет во Куманово, кој што се надам дека до крајот на месецот ќе биде готов. Знаете дека многу предизвикуваше и некои други политички полемики овие болнички капацитети, требаше да биде гласано задолжувањето на тој што добро задолжувањето од Светска банка таму уште во мај месец, па тогашната дополнителна министерка за финансии не го потпиша задолжувањето, па имаше бурни и жестоки расправи во собранието кога требаше се гласа ова задолжување, кога веќе тоа помина во собранието, министерот за здравство кажа дека рече дека секоја општина локална самоуправа која што прва ќе ги обезбеди сите потребни услови за изградба на овој капацитет вако болнички, значи од просторен услов каде што ќе бидне до овие што зборуваме инфраструктурни потреби што ќе имат до проект до се, ќе добијат средства, таа болница ќе добие средства и пари за да може да се изгради ваков болнички капацитет. Ние во Куманово бевме спремни за вакво нешто и спремни излеговме на време, но сега само се чека на се надевам дека тоа ќе отпочне се на време и до крајот на годината дека ќе биде готов овој болнички капацитет, кој искрено се надевам, оно претходно што го зборував, дека што помалку ќе биде користен за ковид, него ова зборам да не заработи ова, него да нема потреба да доаѓаат пациенти во него да бидат, но сега ситуацијата е малку друга и навистина општа болница Куманово има потреба за ваков болнички капацитет.
Вработените во Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев деновиве донираа за Кумановската болница. Дали како советници размислувате на оваа тема или можеби во меѓувреме имате обезбедено некоја донација за Кумановската болница? Ние како советници имаме неколку пати разговарано на ова тема за обезбедување донации. Благодарност еве јас како граѓанин на Куманово до Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев што обезбедија донација, каква е толку имале можност, толку остварена донација. Не сакам да ги заборавам, сакам да ги спомнам и многу други приватни стопанственици, општествено одговорни приватни предпријатија кои што во цела оваа криза донираа. Значи, знам по работата општинскиот изборен штаб, кога имаше потреба на оние пакети кои што се носеа на социјално ранливи категории, на дел на луѓе кои што во моментот не остана туку, нема можност да ги подкријат финансиски своите потреби во почетокот, тоа уште се работи, мислам, уште се носат дел од тие пакети на социјално ранливи категории. Ние како советници, како советничка група, воопшто како советот немаме нешто конкретно изработено, дадено во смисол на донација. Јас во ќе искористам прилика, ако веќе има потреба од било што во болница, општа болница Куманово, едноставно се упати барање до советот, до советници, до нас, да и би сакал навистина да направиме една донација, бидејќи заслужува градот и да добие дали финансиска помош или во која форма тоа ќе се реализира. На крај не е ни битно, но битно е да се помогне за она што ќе треба. Би сакал тука да ја споменам мојата колешка од Демократска партија на Србите во Македонија, Александра Тасич, која што на 2 пати обезбеди донации преку своето здружение. Бујрум, не знам како беше име, работи на проекти, има контакти со донатори, едноставно таа ни е поттик и покажува како се сака и кога се може едноставно да се изработи и да се направи нешто конкретно за својот град во рамка на своите можности. Во овој дел би сакал и да споменам уште една работа во почетокот во март месец, кога знаеме дека кога букна оваа епидемија, голем дел од здравствените работници има сериозни проблеми со обезбедување на заштитна опрема, тогаш уште не се знаеше, се шири вирусот како што, и една сериозна група на луѓе во Куманово кои што работеа на 3D принтање на оние визири што ги носат здравствените работници. Имав контакти со нив во однос на потребите да се обезбеди логистички нешто што како во најголемиот дел тие се снајдоа и сами, се уплаќа донации на таа нивна организација, тоа се расшири така вирално, ајде да го кажем, како вирусно низ цела Македонија, обезбедуваа за многу болници заштита и тие се за посебна пофалба. И уште еднаш ќе кажам, ако излезе општа болница Куманово со некој конкретно барање или здравствен дом или центар за јавно здравство за било што би може ние како советници дали од своји финансиски средства или на некој друг начин да помогнеме, ние сме тука секако да помогнеме. Не би можел да зборувам дали некои други мои колеги советници, бидејќи не знам на друг начин имаат помагано во цела оваа пандемија. Освен за монтажната болница, дел од средствата кои што останаа заштедени ќе бидат пренаменети и за набавка на техничка опрема за учениците за онлайн настава. Имате ли информација до каде е оваа постапка, кога ќе биде набавена техничката опрема, доколку не е набавена, бидејќи факт е дека за не цел месец ќе заврши првото полугодие, потоа зимскиот распуст, иако мал број, но сепак има ученици кои што поради технички проблеми не можат да ја следат онлайн наставата. Ние со ребалансот дел од средства кои што не беа реализирани, стана предвидени со одлука на Совет за буџет, не беа реализирани, тоест буџетот го реализира градоначалникот, тие дел од средства беа одделени и пренаменати за купување на техничка опрема, лаптопи или што ќе биде таму, веќе не знам тие таблети како се викаат. Ова бидејќи се работи за буџетот 2020 година, треба да биде реализирано јавната набавка до крајот на годинава. Се надам дека тоа навремено ќе се заврши и сето она што е потребно за учениците ќе им се овозможи да може да следат квалитетно настава. Да, точно дека мал број на ученици можеби остана кои што не се во можност да следат настава, но да бидеме реални,
ова онлайн учење е сериозен финансиски товар за родителите, бидејќи требаше да се обезбеди опрема, просторни услови, не знам, таблети, компјутери, лаптопи за деца, секако што тоа треба, значи и простор каде ќе има деца, кои има две деца што одат во исто смена училиште, значи да бидат обезбедени, и тоа значи сериозен финансиски удар, но и покрај тоа што беше сериозен финансиски удар, ова онлайн настава, јас слободно можам да кажам дека ја даде својата значи намера за која што беше воведена како една од мерките за смирување на пандемијата го даде својот резултат, бидејќи по некои своји разговори, знаете, се пресече ланецот на ширење на вирусот помеѓу младите, бидејќи нели тие беа оние најчесто асимптоматски случаи кои што од надвор ги влесува заразата, тоест вирусот го навесува во домашни услови. Сега знам дека тоа се психолошки и социјално многу тешко влија на младите, едноставно вржани се за дома, тоа се млади луѓе, млади организми кои што сакаат да излегуваат, да шетат, да се дружат, но сепак го дава почетниот резултат кој што треба да го даде. На седницата на Советот, кога се донесуваше одлука дали да се работи со физичко присуство или со онлайн настава, какво барање се пушти од општина Куманово до Министерство за образование, имаше интересна дискусија и расправа, јас не бев на таа седница, бидејќи во тој период бев во самоизолација, и многу често се поставуваше прашањето дали нашите деца поради оваа ситуација што ќе бидат ќе останат со недоволно образование, нема да поминува школска година како што треба. Јас не би кажал дека тоа така. Гледам, бидејќи брат ми е наставник, гледам дека таа настава сега за сега се одива добро. Децата се максимално посветени како навистина да одат на училиште, но сепак не изостанува фактот дека се надеваме сите што побрзо се вратат во школските клупи и ова цела проблематика да заврши. И ние ќе продолжиме секако како општина да се грижиме за тоа, бидејќи имаме дел од надлежности сега кога се разбере на училиштето да се гледа како тоа функционира, како работи и што се ќе може да се обезбеди што е потребно, освен овие таблети за учениците или лаптопи што ќе биде, како ќе биде, не сум баш до крај запознаен, се обезбеди и други технички услови, бидејќи до пред некое време и наставниците одеа во предаваа од самите училишта, значи на нив им се обезбедија услови, односно тие како се вика, тие табли за онлайн за подобра настава и за нив се обезбедија услови, па интернет, па едно па друго, се што требаше за да се добие квалитетно образование. Јас искрено се надевам дека младите ќе добијат и образование, а и ќе се стекнат со знаење, бидејќи образование е едно, друго е што знаење ќе стекнат од тоа образование младите. Сега гледаме дека малку ќе излезам од темата, модерно е веќе на постари години луѓе да се стекнуваат со знаење на високи школи, факултети, па после тоа стануваат високи општествени личности и така натаму, че има време за се и ова пандемија ќе помине, ќе се следи се нова година, да се остане фокусиран и, значи, како што реков за здравствените работници и просветните работници во овој момент сигурно имаат еден јуначки подвиг, така да го кажам, во однос на ова што го работат со децата и целата проблематика со која тие се соочуваат во овој момент. Советник и координатор на советничката група на СДСМ, го давате ли својот максимум преку предлози, сугестии и дискусии во Советот или секогаш може повеќе? Секако дека секогаш може повеќе и секако дека како млад човек никогаш нема да бидам задоволен што сум го сработил, па не сум можел повеќе, но да не претеруваме, да не си даваме некои преголеми задачи на себе. Јас ќе појдам малку поопширно на оваа тема, бидејќи е веќе трета година како сме советници, легуваме во четвртата година. Искрено можам да кажам дека по почетокот кога влеговме како советници, барем јас за себе зборувам, и за дел од колегите, влеговме недоволно искусни. На што мислам пред сега тука? Прво што се соочив беше она кога доаѓате на седница на совет, се спремате на седница за совет и имате администрација која ви носи одлуки, документи, ова треба, онака треба,
и некои 3 години што работиме во Советот, добри години по две поминав и во проучување на законските прописи, норми како што ингеренции, надлежности кои што ги има Советот, на акти кои се донесени до Општината, за да може на некој начин да се поквалитетно да сработиме нашата работа како советници, како избрани представници во Советот, во градското собрание, градскиот парламент, бидејќи ние сме директните представници на граѓаните при одлучување. Тоа така го предвидел законодавецот, така е поставен нашиот систем демократски за на единиците на локална самоуправа. Ние се соочевме со некои други проблеми за да може да кажеме сега да бидеме ние задоволни. Како совет имаме така кажано јака советничка група со 16 советници од СДСМ и коалицијата, но со доаѓање на власт на СДСМ на централно ниво едноставно се донесе одлука да се раздолжуваат општините. И нас добри 2,5 години ни помина во враќање некои стари долгови, подмирување и финансиско стабилизирање на самата општина. Ова година градоначалникот на Очевот го излезе кажа дека после толку и толку време општината Куманово е раздолжена, нема веќе долгови како општина зборувам, тука не влегуваат јавните претпријатија секако, самата општина дека е раздолжена и дека е финансиски стабилна, затоа ние нели влеговме во тој процес на задолжување, бидејќи тоа ни го возможи. Сега да не би не се раздолжија, нема долгови, па ајде одма да се задолжат. Тоа на некој начин и нас како советници не ограничуваше во некои можности што сакаме ние да сработиме, без разлика дали е тоа дали ќе дискутираме, дали ќе предлагаме, што ќе правиме, како ќе правиме во однос на нашите надлежности, но сепак имавме некој ограничувачки буџет кој што предвидуваше само 10% повеќе од претходна година сработено, голем дел од тоа што се веќе планираше во буџетот остануваше да оди на раздолжување на претходните долгови и најголем дел од мандатот ни помине нас, да кажам така, во решавање некои туѓи проблеми, но сепак лично задоволен од она што го имаме ние сработено како советничка група, а секако дека можело и може многу повеќе, но сепак зависи од некои други прилики во кои се наоѓаме ние самите како локална власт, како представнички орган на граѓаните и секако тука има еден уште по-така специфичен и потежок проблем што би сакал да го нагласам. Едноставно и граѓаните имаат таква перцепција, бидејќи и тие сигурно најголем дел од нив не ги познаваат можеби законите, како се донесат работи, одлуки, како се одлучува на ниво на локална самоуправа, па и тие секогаш мислат дека градоначалникот е тој што ќе треба нешто да каже, тој ќе им направи, овој ќе им направи, некој ќе им помогне. Сите одлуки и во кој правец што ќе се работи во општината одат на предлог можеби на администрација на градоначалник, но одлука за тоа што ќе се работи се носи преку совет. Се она што е сработено овие 3 години, слободно може да се каже дека не е работа само на еден човек, туку е работа на една цела екипа и на советничка група и на администрација, на сите на заедно. И пак ќе повторам и уште еднаш дека сум задоволен, но ќе може, се надевам, и многу повеќе. Често пати мнозинството во Советот ги отфрла предлозите кои што доаѓаат од опозицијата, за да подоцна сличен таков модифициран или ист предлог дојде од владеачката партија и коалицијата и добива подршка од мнозинството. Исправете ме ако грешам, но мислам дека често пати се случува така. Дали навистина вие како советници работите во интерес на граѓаните и Куманово или некогаш станува збор за собирање политички поени? Сега ние доаѓаме како представници на политички партии, нели нормално е ние да поентираме со нешто за да може утре пак на секоја политичка партија целата и да биде власт, дали локално, државно, не е битно, но не е поентата само да се поентира политички во Советот. Ако ми дозволите, ќе се обидам малку да ве објаснам како оди тоа, како предвидено, како предвидел законодавецот и како суштински се одвива припремата на една седница и зошто можеби ќе им биде јасно на граѓаните зошто
не често ли во 90% од случаите ние ги одбиваме предлозите на опозицијата, бидејќи тие по мене не работат, немаат некој принципиелен однос со нас како опозиција во Советот. Видете, седница, кога се закажува за седница на Советот, ја закажува председателот на Совет, во овој случај кога нас председателката Тина Бургачанска. Таа најавува, ќе има седница, размислува и за да се закаже седница, нели треба да има дневен ред. Дневниот ред го предлага председателката и тој оди прво го презентира на координација пред представници на сите политички партии кои што партиципираат во Советот. Почнувајќи СДСМ, НСДП, ЛДП, ВМРО, ДУИ, Алијанса, ДПСМ и така, сите се присутни нивни представници на таа координација. На таа координација се разговара за сите точки. Значи, кој ги предложил, дали се тие во дел од програма за работа на Советот, дали тие точки се наведат програма за работа, која е содржината на точките, зошто баш на оваа седница да бидат некои точки кои што можеби не се дел од програма, кои што може да почекаат, која е итноста, што има во нив, како има, што ќе се дискутира. Се тоа се разговара на координација. И на самата координација, како што се утврдува дневниот ред. Тука може да се прават измени, дополнувања, че некоја точка да се додаде, што неретко се случувало, некои точки да се тргнат од на самата координација, кои што можеби не се доволно спремни, не се во форма во која што ние како советници сакаме и мислиме дека треба да расправаме, предлагачот не е доволно спремил према она што ќе ни го кажат дека е во содржината. И сега на тие координации присуствуваат и представници на опозицијата. Значи, мислам на ВМРО и целата нивна советничка група. Дали во овие 3 години еднаш или два пати има дадено предлог за измена и дополна на дневен ред на самата координација? Они ќе дојдат на координација, кажат да, се е окей, да, нека оди вака, и ќе се тргнеме од координација, они ќе кажат, леле, какви точки ќе ви предложиме, што ќе ви дадеме, она што ќе дадеме. Значи, зошто при утврдување на дневниот ред не ги дадат тие предлози? Ја веќе кажеме, се ставени по предлог на координатор на ВМРО овие точки во дневен ред ако треба. Значи не е само да се вметне некоја точка. Вие погледнете на последната седница што имавме ние случај, едно грубо однесување од страна на советникот од ВМРО. Значи излегува со телефон во рака и викаат, велат, се извинувам, дајте таму да оделиме 30.000 евра за да се купат брзи тестови, вие таму најдете од која стафа што како. Значи прочитале во телефон дека таква одлука донел Советот во Битола и сега дигат рака, креват, ајде веднаш на говорница да предлагаме точки. Да, ние сме за тоа. Има полно дополнување на дневен ред и на предлог на администрација кој што ние го прифаќаме и разговараме. Но ако не можат на таа координација, има време, 7 дена законски рок е најрано пред седница да се одржи координација. Ние одржуваме редовно координација. Го разгледува дневниот ред. И тогаш ако им текне некоја точка, да поразговараме, да видиме и ако донесеме некоја одлука која што има финансиски импликации, што мора да има измени на буџет, на програми, на се тоа што значи како функционира локалната самоуправа, по кои акти и правила функционира, нека предложи да има дали тоа наистина ќе се реализира. Што ние ако донесеме некоја одлука која што реално ќе ја ставиме општина Куманово во незајдена ситуација да се чуди како да биде тоа изреализирано. Како тоа да се најдат и финансиски средства и од кои ставки и што и како. Како се планира да се реализира од страна на градоначалникот буџетот, во кој правец оди целата таа реализација и дали сме стигнати ние до некој ниво на реализација за да може таков некој предлог да помине на самата седница. Да, ние ќе донесеме одлука, ќе ја вметнеме тоа и ќе го задолжиме градоначалникот и администрација да најдат начин тоа да го претворат во реализиран проект. Тие слободно нека предлагаат уште точки, но дајте да се координираме што како да биде на самата седница. Зашто нешто да изгласаме? Еве последната седница го усвоивме предлогот на колегата Петрушевски за информација за работа на инспекцијските служби. Самиот документ не бил спремен на инспекцијските служби и излезе представник кажа дека за следна седница ќе имаме таков документ ние на седница.
точно дека тоа не е во програма и тоа требаше да биде, тука нека си размислат тие што треба да го достават зошто тоа не е изреализирано до крај, но ако сакаат на вистина да работат за граѓаните, се надевам и тие работат за граѓаните, кои што и ние работиме, тоест и ние сме сами граѓани на Куманово, работиме сите заедно за градот, нека бидат малку поконструктивни и нека воспостават нормална комуникација со нас. Седница на совет не е само ние неретко ја претвараме во циркус, уште на самото предлагање на дневен ред, значи свесно се оди на тоа да се прави циркус при предлагање на дневен ред. Тоа е некоректно однесување, непринципиелно и затоа како координатор и кога имаме комуникација дали да се прифати некоја точка од страна на ВМРО, сум лично против тоа, бидејќи свесно прават циркузари од Советот, што не личи во овој момент. Може, имаме телефон, имаме начин како се видиме, да договориме, ако сакат нешто да биде на дневен ред, да седнеме да разговараме како тоа да биде и што да биде на дневен ред. А политички поени, дали ќе освои некој, нема да освои, на крај не е толку ни битно, бидејќи сето тоа го гледаат граѓаните и си носат одлука кој како работи и дали треба да добие подршка во иднина. Во контекст на ова, дали сте задоволни од досегашната работа на Советот, од донесените одлуки и што како советник би сакале да биде реализирано до крајот на вашиот мандат како советник во Советот на општина Куманово? Добро, генерално сум задоволен што сме сработили како совет во рамки на можностите, за тоа веќе зборував, кажав, толку се можели повеќе, генерално пак ќе се повторам, сум задоволен. Многу работи остана и нереализирани како наши идеи, работи што беа и во преизборна програма, па ќе видиме тие дел од нив ќе бидат сигурно и за наредната година на локалните избори ќе бидат вметнати и ќе се најде начин да се вметне, да се најде решение за мал милион број проблеми кои што ги има во нашата општина. Една од работите која што да се реализира до крај на мандатот, можеби не е работа на Советот, но сакам во вистински правец да се почне со дигитализација во општина Куманово, значи сега може употребам некои термини кои што и на мене не ми се до крај јасни, но гледаме какво е времето, дека се оди сега во правец на дигитализација, можноста луѓето едноставно од дома сега како ние што правиме интервју преку лаптоп, преку компјутер, преку телефон, да ги завршат некои работите што треба да ги завршат во општина со физичко присуство сега со одење. Сега имаме апликација таму во урбанизам за издавање на градежни дозволи и така натаму, но зошто да не може и даноците да се плаќаат по електронски пат, да имаат комуникација со секторите по електронски пат. Има тука многу идеи кои што треба да се седне, можеби градоначалникот, можеби ние советници во нареден период да се види со одделението за информатичка технологија да дадат своји предлози што е тоа и самите граѓани да дадат своји предлози во однос на во тој правец, бидејќи во тоа е едноставно иднината, да не заостануваме зад можеби другите општини, тоа е иднината, тоа е нешто мое што би сакал во наредниот мандат, кој да биде градоначалник и советник, или ние до крајот на мандатот барем да ја почнеме таа работа, а некој да ја реализира и да едноставно да бидеме напредна модерна општина во тој поглед. Освен во Советот, во кој партиципираат повеќе политички партии, честопати спротивставени мислења и тези за една иста тема има и внатре во вашата партија, меѓу вашите сопартици. Дали во случајов станува збор за демократија, како што сака да каже СДСМ, или станува збор за фракционерство? Сега, ние тоа дека сака да каже СДСМ, него ете, ние имаме демократи во нашата партија сега, во кој облик има, како има, ние си таму знаеме, секој има своја перцепција за демократи, што треба да биде и како треба да биде. Рековте дека во Советот има повеќе политички партии, па и во една голема партија како СДСМ тоа понекогаш наликува дека е партија составена од повеќе некои фрагменти, делчиња, па тие се составени на едно, па се движат се како жив организам едноставно, но повеќе клеточен жив организам, можеби некогаш покажува во некои своји делувања само дека не е компактен, но сушност не е така. Посебно за Куманово би сакал да зборувам, ние овдека
така функционира СДСМ како сум јас влезен во партијата на база на влијателни личности и луѓе. Ние сега имаме бајаги влијателни луѓе, гледано по бројот на функциите кои што ги извршуваат од односно на извршната власт, од избрани, значи имаме нели министер за внатрешни работи кој што беше и технички премиер, значи нешто што Куманово од претходните години беше незамисливо да има толку високо позициониран човек во извршната власт, па сега имаме и тројца заменици министри кои што Куманово кој што еден е и од како се вика, НСДП, нашиот коалиционен партнер, имаме и тројца пратеници сега моментално кои се двајца од СДСМ и кои се еден од Српска странка во Македонија. Градоначалник е како една маркантна фигура на локално ниво од редовите на СДСМ, имаме доминација на некој начин во Советот по бројот на советници, нашата советничка група, но сепак водечка партија во сите овие работи е Социјалдемократскиот сојуз. И сега нормално е се ова што го претходно кажа, значи да има издвоени мислења за различити теми. Сега не може ние да мислиме дека толку број на луѓе тие исто ќе размислуваат. Мислам тоа е нереално така нешто се размислува. Сега тука не доаѓа тоа што го како го нарекува народот фракционерство, па фракција нова, па фракција нова, тоа се посебни лични мислења на луѓе, тоа сега тие наидуваат на подрачка нели во партијата од одреден број на членови, па некои се сложуваат со мислење на еден, некои се сложуваат со мислење на другиот, некои на третиот, па има некои што не се сложуваат со никој од нив, па си имат некое свое издвоено мислење и така натаму, така натаму. Тоа мислам дека е добро така да имам во политичките партии, можеме на тој начин ќе создаде демократијата и во самите политички партии со ова фракционерство, но треба се внимава се држи некој ниво во однос на тоа фракционерство да не оди како крајен ефект на штета на граѓаните. Бидејќи ние сме политичка партија која што е сега власт и локално и централно ниво и тоа фракционирање тие различити размислувања како што ги рековте вие теми на кои се зборува во партијата не смее да се дозволи да оди да биде на штета на граѓаните, на градот, на државата. Да, додека е во рамки на партија да се разговара, да се зборува, може да има сопоставени теми, но сепак тоа не смее да се почувствува надвор од СДСМ. СДСМ периодов има зачестени пресконференции, меѓу граѓаните веќе може да се слушне дека СДСМ постојано е во кампања. Која е целта на ваквите партиски активности? Сега ние како владеачка партија, го кажав тоа, и нормално е да сме на некој начин постојано во кампања, сега кампања, да, и до година имаме локални избори. Сето ова зачести после јулските предвремени парламентарни избори, еден нов начин на функционирање на Социјалдемократскиот сојуз, нели имаше таму ребрендирање, боја, така некои работи, но внатре во партијата беа договорени на централно ниво некои новитети во функционирањето на партија. Тука не се однесува само на пресконференциите кои што се одржуваат 2 до 3, мислам, секоја недела на различити теми кои се носуваат и на локално и на централно ниво. Тие служат пресконференции за додатно информирање на граѓаните, еве ние како партија, како движечка сила во овој момент во Република Северна Македонија, што имаме направено, што имаме реализирано или што ќе направиме и што ќе реализираме, што на локално, што на централно ниво. Како новитет е воведено исто и отворен ден за граѓани, едноставно да им се приближи на граѓаните партискиот живот во Социјалдемократски сојуз. Се надевам дека голем дел од граѓаните го имат искористено тоа право да дојдат да се видат со партиското раководство Куманово, да видат кои се тие луѓе, какви се тие луѓе, што се тие луѓе, како се донесуваат одлуки, да им кажат, можеби некои доаѓаат со сугестии, со предлози како да се води политика на локално, на централно ниво. Голем дел од луѓето доаѓаат да си ги решат своите проблеми лични, од лукративни причини доаѓаат и така натаму. Почнавме и со средби со граѓани, имавме неколку средби со граѓани СДСМ на кои што беа присутни локалното раководство на партијата, градоначалникот, каде што исто така се разговараше со
граѓаните за нивните потреби, што е она што треба да се, дали работи добро СДСМ, дали добро работи локалната самоуправа, дали добро работи владата и така натаму и така натаму. Тоа е некоја цел, јас така ја разбирам ова што е активности што ги имам мојата партија, едноставно да се приближи повеќе до граѓаните. Дали ќе успееме во тоа или нема да успееме, ќе покажат на локално ниво изборите кои што се 2021 година. И многу други градови има инфраструктурни, комунални сообраќајни проблеми. Сообраќајниот метеж во Куманово требаше да се намали преку зонското паркирање, пајак службата, кружниот тек, но факт е дека во Куманово има регистрирани 27.000 возила, а инфраструктурата е создадена за околу 8.000 возила. Како би можел да се реши сообраќајниот метеж во Куманово? Благодарам на прашањето. Ова и на моето претходно гостување кога бев во вашата емисија одговарав на ова нешто слично прашање за сообраќајниот метеж во Куманово. Тоа е горлив проблем. Еве една од работите кои во претходно прашање кој што не одговорив, што не е реализирано, е тоа да се среди овој сообраќајен метеж кој што е навистина присутен хаос во Куманово во одредени моменти во делови од денот во градот. Јас живеам во централното градско подрачје и навистина го чувствувам тој хаос кога се случува. Како може да се среди? Вие кажете некои информации, 27.000 возила, проектиран град за 8.000, направивме кружен тек, катна гаража, зонско паркирање. Че ајде прво да појдеме од тоа, што видите дека има премногу возила, а премалку простор за да може да флуктуира, да се движат тие возила, има каде се паркира, да може да функционира сообраќајот. Кој го тоа дозволи, како го дозволи прво? Ако законот овозможил на законодавството возможи, значи ние да регистрираме, да имаме возила, да нема ограничување на број на возила кои ќе може да бидат присутни, окей, имам пари, ќе купам возило, ќе имам како ќе го возам, како ќе стопанисувам со тоа возило, тоа си е мој личен проблем. И сега тие лични проблеми, како ние се однесуваме со возилата, одат во некој друг правец кој што предизвикуваат општ заеднички проблем. Ако Куманово било проектирано и градено за 8.000 возила, да може тие бројки ги имам случно, сигурно се точни, бидејќи ги случам сега од вас, да видиме што тоа донело да дојдеме во ситуација да тешко функционира сообраќајот во Куманово. Бројот на возила се зголемил, но да видиме и како оди развојот на градот, просторното планирање, урбанизацијата на Куманово последниот 20 години. Значи, се наметнува најголем проблем, станува проблемот со паркирање во Куманово. Луѓето кај нас за се и се што ги користат возилата. Сега ние немаме право на некој да му ограничиме дали ќе вози кола или нема да вози или ќе оди пеш, тоа си негова лична работа, не може да се ограничи, но еве кога веќе тоа го прават голем број наши сограѓани, мора да се изнајде начин на како тоа да не представува проблем за граѓаните. Ние точно дека имаме тесни улици, еве се обидовме некои работи, направивме како локална самоуправа на улицата Гоце Делчевка е уред популарно кај што се автобуските постројки со изместување на автобуска постројка продолжено Гоце Делчевка и да не бидат паралелни, се отвори малку тој чеп сообраќајен, така да го кажем, и со континуирано присуство на полицијата. Тука веќе се гледа дека има малку подобар проток, флуктација на автомобилите, но остануваат и многу други проблематични улици. Еве улицата 11 октомври на која што јас живеам, од кај стариот Виктор супермаркет, таму некаде до кај болница, тука неретко се случува хаос во текот на денот, посебно во пладне, што би кажа ние кумановци, кај 12 часот, докаде некаде 2-3 е навистина хаос. И овие ситуации, например, и на Трета македонска ударна бригада, која што исто така е една од пофреквентните улици, посебно делот раскрсница Народна револуција и Трета македонска до Лукойл горе до Зелениот пазар. Тука стално има, дека јас така ги викам, сообраќајни чепови. Значи, луѓето си доаѓаат на булевар мирно, ладно, тие си паркираат и си одат да си завршат работа. Значи, влегол во кола, вози, може било каде да застане, ќе види продавничка, му фалат цигари, ќе излезе, ако најде сообраќаец да го упомене, да го помери возилото, ние си имаме тоа кумановци, нели, 2 минута само да заврши работа, тука настануваат многу проблеми. За се ова да се реши, сега во период кога се
прави кога се веќе во процес на изготвување генералното урбанистички план, треба се земе во предвид. Тука ќе се изработуваат најверојатно тие сообраќајни студии, како ќе оди, во кој правец ќе се развие градот и нели граѓаните многу очекуваат од тоа донесување на ГУП. Јас лично тоа го имам кажано кај вас во емисија и сега пак ќе го повторам. Еден од главните проблеми на Куманово исто така е и централизираното присуство на институциите. Што сакам да кажам со тоа? Сите битни институции во град Куманово се сместени на многу мал простор. Сите се во строгото централно градско подрачје. Почнувајќи од општина, полиција, дел од полицијата нели се пресели горе во стариот дом на ЈНА. Тука се, не знам, социјално биро, архив, се оној катастар, банките, значи се оно што му е потребно некој човек во Куманово за да заврши некоја социјална работа, се е во централното градско подрачје. Доколку не се најде некое решение за да се распоредат низ градот овие институции, ние и понатаму ќе останеме во оваков сообраќајен хаос, бидејќи луѓето имаат потреба да доаѓаат во централното градско подрачје. Јас реков, ние не можеме да ги ограничиме ако тие сакаат да дојдат со автомобил. Но што можеме ние да направиме? Ние може да размислуваме во нареден период секако тука треба се вклучи државата како помош со сите овие луѓе кои што претходно ги набројав, министри, заменици, пратеници, да се најдат некои решенија за Куманово кои што ќе бидат трајни и дугорочни во овој правец, бидејќи ние како локална самоуправа не можеме доволно да се обезбедиме средства да речиме некои побитни сообраќајни проекти. Стално се зборуваше за поземен паркинг под плоштадот, што тоа би било некој супер решение можеби и да се поминува, значи едноставно плоштадот да има поземна сообраќајница и можеби, еве не знам, Житомел, старата фабрика, се види каква е ситуација со неа и тука нешто може да се направи во однос на дали ќе се градат некои институции, дали некоја катна гаража ќе се направи, нешто мора да се најде. И секако во останатиот дел од градот, посебно она што офаќа зона Б паркирање, значи Куманово паркинг, ние веќе отпочваме со наплата на зона Б, но мора да се решаваат и тие проблематики, бидејќи имаат сериозен проблем луѓето и со паркирање на собствените возила во близина на зградите каде што живеат. Имаме неколку барања до Советот и се надевам пред 7 октомврска револуција дека ќе се изготват планови и ќе се исцртат проекти за да може таму и во разговор со жителите да дојде до решение да им се понуди од страна на општина Куманово како ќе се решава сообраќајниот хаос кој што се случува пред нивните згради. Значи ние хаосот го гледаме само на улиците, но реално имаме хаос и кога се движиме по тротоарите. Еве сега има големи реакции нели за веќе тоа година дена траеше за стопчињата што беа поставени од Октомврска револуција, но тоа е тротоари, пешаците се учесници во сообраќајот на некој начин. Ние му возможивме на булеварот Октомврска револуција да може да се движат, да не мора да прилипуваат коли кога одат. Сега во тој правец се продолжиме некои други улици што и тие како учесници на некој начин во сообраќајот се чувствуваат пред се безбедни. На крај пак ќе се вратам на тоа, че при изготвување на ГУП-от да се направи сериозна сообраќајна студија како ќе би се решило проблем со сообраќајот, со паркирањето секако со изградба на уште-катни гаражи и секако со проширување на зона Б, бидејќи на некој начин тогаш и луѓето ќе бидат приморани малку помалку да користат моторни возила за движење по градот. Секако една сериозна инвестиција помогната пред се од владата на Република Северна Македонија во централното градско подрачје да се направи еден крупен капитален проект кој што ќе го растерети некако центарот на градот, бидејќи пак ќе се повторно луѓето на вистина да имаат потреба да дојдат во централното градско подрачје во Куманово. Господин Елич, минатиот викенд Куманово се најде меѓу трите града во државата со најзагаден воздух, пошто беа донесени препораки и мерки од Министерството за животна средина и просторно планирање, кои што требаше да ги спроведат државните и општинските органи. Што превзема општина Куманово во врска со овој проблем?
Па, тоа, колку што се информирав со промена на законот за заштита, не знам, на животна средина, како ќе биде, се извинувам, не за законот точно, се предвидува кога ќе дојдат PM10 честички од одредено ниво во одредени градови, настапуваат мерки кои што таму ги предвидела државата, плюс локалните самоуправи сами. Ние пред 2 години имавме донесено некои краткорочни планови мерки во кои што би се применувале кога ќе имаме едно загадување на воздухот, но реално ова траеше 3 дена или 4, не знам, од петок до понеделник, тоа под влијање на микроклимата, малку ветер сега, така натаму, се расчисти воздухот и тие мерки беа укинати. Сега ние реков дека имаме донесени некои краткорочни мерки во однос на движење на возила, утовар, истовар на роба, едукација, па не знам, засадување на садници, така натаму, така натаму. Тоа нешто што го имаме ние направено како план и донесено од страна на Совет на општина Куманово, не знам сега таа примена и тоест колку тие се реализираат во овие моменти кога немаме загаден воздух. Сега овие денови нема мерните станици да јавува дека е многу загаден воздухот. Слободно ќе кажам, заштита на животна средина, екологијата, проблемите со загадениот воздух се на второ место сега во светот после оваа пандемија со ковид, кога ќе заврши ковид пандемија, нас ќе ни остане проблемот со загадувањето. Нас ќе ни остане проблемот со загадувањето. Еве сега ви имате една од мерките е што ги предвидува државата, сите што имаат таа интегрирани дозволи, таму добива Министерство за животна средина да дојде да ги провери инспекторатот, така натаму и така натаму. Значи ние околу Куманово немаме толку многу тешка загадувачка индустрија, има неколку сигурно капацитети кои што треба да дојде да ги провери инспектор кој што е на државно ниво, нели. Ние сведоци бевме цело лето, не може дивоградба да се случи од Мавровка, која што беше видлива во центар, во срцето на Скопје. Не знам дали ќе стигнат тие државни инспекторати кои што се задолжени за овие работи да ги проверуваат сите капацитети кои што имаат таа интегрирани дозволи. Тоа малку и дали кои се референтни лаборатории кога се проверуваат и како оди тоа натаму. Мислам дека тие надзорни надлежни органи можеби можат малку повеќе да сработат, а од друга страна често е на товар на удар е локалната инспекција која што според она што сум јас запознаен, можеби грешам, има доста ограничување во тој дел како може и што може да сработи во однос на санкционирање на овие загадувачи. Сега ние ќе имаме извештај за нивна работа на следната седница на Советот, подетално таму ќе разговараме, ќе повикам комуналската јавност да ја следи седницата и да чуе што тоа ќе направи, како ќе направи, што работи, како работи, што е сработила инспекцијата, посебно овој дел за заштита на животна средина, но мора да ние како општество, како држава, многу посериозен пристап да имаме систематски со решавање со проблемот загадувањето. Не е само Куманово, ние кога ќе погледнеме малку голем број од градовите, Скопје, Тетово, Куманово, па и Битола се случува, Велес, не знам, се во овие зимски периоди се енормно покажува загадување. Сега дали е тоа точно и не е точно мерните станици, тоа оно што го гледат луѓето и што ги плаши. Ако не се дојде со посериозен систематски пристап пред се од Министерството за заштита животна средина, екологија, таму како се вика, ние ќе работиме локално, но мора од горе да не дојдат насоки, наредби што да се прави, како да се прави за да се реши. Ова е глобален проблем кој што не може само со локално действување да се решава. Јас би бил среќен колку мало би имало најчист воздух во светот, но реално тоа неизводливо и незамисливо е сега да очекуваме такво нешто. Следниот период актуелни се и протестите на ВМРО против, како што велат, искривување на историските факти. Игор Божиновски од ВМРО ДПМН деновиве го повика градоначалникот да им се приклучи на протестите доколку е искрен, како што вели Божиновски во она што го кажува и пишува. Од друга страна пак Мартин Костовски одговорница кажа: последно да ми е во животот, никогаш нема да одам на протест на ВМРО. Кој е вашиот став во однос на протестите на оваа партија? Овака, јас вака ќе ви одговорам.
Ќе кажам свој став за протести, без разлика од кој што се организирани, бидејќи и самиот сум бил присутен дел од организација некоја партиска на протести како секретар на општина организација во некои времења кога се рушеше режимот на Никола Груевски. Така натаму јас поддржувам значи протест било каков да е, од било кој да е организиран. Тоа е еден начин на изразување на незадоволство на луѓето, на граѓаните за нешто што се случува во државата. Сега дали тоа е така на вистина, дали не е, дали тоа има потпора на вистина во она што го зборуваат граѓаните, не, тоа е друго прашање. И сега кога ќе се даде некој партиски кога ќе бидат обоени протестите, тие веќе добивате некоја друга конотација малку. Се излегува од она дали тоа на вистина е гласот на народот или тоа е само борба на политичка партија. И протестите представуваат легитимна борба и ние со протести СДСМ реално на некој начин дојде до власта 2017 година, секојдневно со години одевме по улици, браневме новинари, браневме не знам што, пред влада спиевме, седевме пред финанси, пред ова, пред она, аболиција, се тоа помина години на голем број од нас во партијата ни помина во протести за да се бутне режимот на Никола Груевски. И сега не би требало никој нас да му смета кога тие протестират и ВМРО, легитимно право да излезат да протестират. Сега повикувањето од страна на, како го рековте, овој Божиновски. Мислам, да, го повикува градоначалникот ако искрен да излезе да протестира. Сега, дали искреноста тие мерат со тоа што ќе излезат да некој да протестира? Еве јас ги пратам нивните протести и гледам барем во Куманово, бидејќи сакаат тука поминуваат кај мене кај улица и сега што тука излезе со 30 коли, трубат нешто таму, нормално, пуштиле музика, викаат Македонија, она ова. Ако тие немаат доволно поддршка од граѓаните по нивното членство, сега што го повикувате градоначалникот излезе да им изведе луѓе на улица. Тој си излегол, го кажал својот став во понос на некои теми и прашања и претходно нели ви кажавме дека во само се отворено зборува на некоја тема, секој си има право на свое мислење. И од друга страна го имате Костовски кој што е председател на општинска и пратеник кој што децидно изјави дека никогаш нема да излезе на протест на Мицкоски, што е сосема нормално. Овие протести сигурно ќе продолжат во нареден период. Начин на протести не е само да се излезе на улица да се труби со коли, кај 18 часот, гледаме голем дел од граѓаните своето незадоволство го изразуваат во овие тешки моменти на епидемија, на светска криза и преку социјалните медиуми. И на тој начин, ние како владеачка политичка партија секако треба да разгледаме, да размислиме што тоа значи за самите нации, дали ние водиме добра политика. Специјалниот представник на владата за Бугарија, Владо Бучковски, е убеден дека ќе се надмине спорот со Бугарија, но можеби не толку брзо колку што очекува јавноста. Мицковски во Куманово изјави дека назначувањето на Владо Бучковски за преговорите со Бугарија е вовед во ново апокалиптично сценарио. Градоначалникот Максим Димитриевски се огради од ставовите на Бучковски и неговите тези ги смета за лични и погрешни. Во вторник во Брисел ќе се одржи и состанокот на Советот на министри, на кој Македонија или ќе добие датум за старт на преговорите или ќе добие вето од Бугарија. Што очекувате од овој состанок? Извинувам само, дали рековте дека Мицковски најавувал апокалиптично сценарио, само вашето прашање ме интересира. Така, дека назначувањето на Владо Бучковски е вовед за преговорите со Бугарија е вовед во ново апокалиптично сценарио. Ја навистина не знам дали тоа некоја нивна доктрина или што е таму во таа партија, што е работа. Се некои апокалипси најавуваат. Овие во Совет стално најавуваат некоја црна чума над Куманово, не знам што. Дај веќе нека се случи еднаш, еден ден да го видиме тоа, што како ќе мине па да продолжиме нормално да живееме. Не знам зошто сега можеби имаат разлог, причина да се каже такво нешто, но како да сакат упорно да го плашат народот, да биде уплашен народ, сега апокалиптично сценарио, сега кој е тоа апокалиптично сценарио кој што го најавува Мицковски, што тоа ќе се случи. Океј, да излезе градоначалникот таму со некој состав, не би сакал повеќе да коментирам во однос на Мицковски, се оградил таму тезите на Бучковски, тоа се негово лично мислење, негов начин на водење на политика, презентирање на неговите ставови, јас би се задржал на она што вие ме прашавте мене.
Не знам сега 8 или 9 декември ќе биде треба да има совет на министри на Европска унија, мислам дека сега до крајот на годинава завршува претседателствувањето на Германија со Европската унија како води тоа, не знам на 6 месеци нели се менјаат. Јас искрено се надевам дека ќе се изнајде решение кое што нема да бидне на штета на ниту една страна засегната со овој спор, ни на Република Северна Македонија, на Република Бугарија, се извинувам, Северна Бугарија, Република Бугарија, значи да се изнајде решение и да се отпочнат тие преговори. Ако не се изнајде решение, за мене лично не е апокалипса на светот и да не добиеме датум сега, нека се остави таму до март ли ќе биде, до мај ли ќе биде, подобро нека сето тоа почека за изнаоѓање почеток на датум на преговори. Тоа нас на никој начин не ограничува ние другите работи кои што ќе се бараат за да се влезе во тоа друштво на европските држави, да ние ги работиме, односно праве се на другите реформи кои што не чекаат. Сега нели се и таму измени начинот на пристапување, како ќе се гледаат до каде сме ние со легислативите, со законите и така натаму. Ако сега не добиеме датум, мое мислење, јас излежам свој некој личен став, не е апокалипса како што нема во Мицкоски, нема не знам што да се случи. Подобро ако не да се најде сега решение, нека се почека. Искрено бих сакал да има сега решение на овој совет на министри, но ако нема, ете ќе почекаме, но има многу работа за влез во Европска унија. Вчера се одбележа Меѓународниот ден на лицата со попреченост. Според Хелсиншки комитет, фокусот на годинешниот 3 декември е ставен на подобар свет за лицата со попреченост, инклузивен, пристапен свет за оваа категорија на граѓани. Според вас, дали Куманово е инклузивен и пристапен град за лицата со посебни потреби? Добро, овдека ќе бидам брутално искрен во однос на ова прашање, далеко е Куманово од инклузивен и пристапен град за оваа група на наши сограѓани. Сега можеби некој ќе ми се налути на што да кажувам, но далеко сме од она што значи задоволување на сите нивни потреби, како бидејќи видете луѓето, нашите сограѓани кои што имаат попреченост, неможност физичка, психичка, било каква, тие имаат сериозни проблеми, ќе бидам отворен, ќе кажам, за да се снајдат на било кој начин да бидат инклузирани, да бидат вклопени во ова општество. Да, многу се почна некои работи да се прават и се прават и на централно и на локално ниво и се слушаат идеи. Јас имам комуникација со претходниот, мислам дека на претходната ваша емисија беше Благица гостин, многу пати ја ме разговарам за сите проблеми со кои се соочуваат и инклузива и порака наша и така натаму, некој пошто зборував и за претходни некои теми, загадување, пандемија и така натаму, и овдека треба да бидне сериозен систематски пристап пред се од горе од државниот врв, иако многу работи се има направено за личните со попреченост, но сепак тоа е многу малку според она што се нивни потреби, за да тие се чувствуваат рамноправни граѓани во нашата заедница. Еве за Куманово слободно ќе кажам, пред малку ги спомнав тротоарите. Јас во еден разговор со лица со попреченост кои што имаат инвалидитет да се слепи, да не може да гледат. Сега замислите вие слепо лице кога треба да оди по нашите кумановски тротоари, каде што некој си паркирал кола, си седи за не знам што да си заврши, си пие кафе, така натаму, или го мрзи да оди да паркира во гаража, па тука му е подобро пред зграда. Знаете, многу проблеми имаат оваа група на граѓани и навистина ме жал. Еве уште една работа што на претходно прашање што ме прашавте, што би сакал да се реализира нешто до крајот на мандат или во иднина, е да им се на било кој начин со било што да им се возможи на овие граѓани да што побрзо да се навистина чувствуваат како неотфрлена група во нашето општество. Тие не се отфрлени, но ете некако не се на најдобар начин прифатени проблемите со кои се тие навистина соочуваат и самите нивни родители, луѓе кои што се грижат за нив. Тука
може се спомнеме потребите за образовни како беше асистенти, дали имате. Има таму веќе некоја програма во општина Куманово која што оди подолго време, каде што деца со попреченост добиваат посебни наставници за музика, ликовно, не знам што, како тоа е нешто дел што може да го направи општината, што може да извои нели средства во тој дел. Голем дел работи се регулирани законски, но не знам дали секаде се применети. Пред се мислам на она пристапност до јавните институции, каде што едноставно секоја јавна институција мора да има дали ќе е пристапна рампа, лифт, што ја знам таму што се, за да може лице со попреченост што кога ќе дојде да може да влезе пред се во таа институција, па после да може да си нешто заврши некоја своја работа, зашто дошло таму, че тие се задолжени со закон некои работи да се направат и мислам дека се направени. Тоа се однесува на јавните предпријатија, на сите, но сепак прво треба како општество да ги ние тие луѓе, мислам дека тоа е главен проблем кај нас, дека треба да прифатиме дека такви луѓе постојат, живеат со начин дека тие не се ништо различити од нас, едноставно да имат некоја физичка или ментална, како да кажам, попреченост и треба да ги прифатиме, да им возможиме да и тие да живеат достојанствено и да се снаоѓаат во нашето општество и за работа, и за образование, и за се друго она што ние го добиваме како граѓани, а таму има многу прекрасни, интелигентни, паметни луѓе кои што сигурно може да допринесат многу и за локалната заедница и за државата. Господине Илиќ, следната година треба да се одржат редовните локални избори. Ќе се најдете ли повторно на советничката листа или може би имате поголеми амбиции за овие избори? Па вака сега, човек што е во политика, ако нема амбиции, нема е место во политика. Јас утро имав една интересантна случка, сега малку ќе излезам од тема, ќе се направи една дигресија, бев кај свој нов матичен лекар, стариот иде во пензија, се пријавам кај нов и сега разговараме и прашува сега зошто знаеш побелена коса и така натаму, велам од кога сум од политика ме побеле косата. Сега за да имам амбиции треба нели да останам во политика, да продолжам да се занимавам со политичкиот живот. Се надевам дека до сега оно што го сработил во политика се задоволни пред се граѓаните, пред се моите најблиски, едноставно кои што најдобро може да ме ценат како политичар, су ми дали воопшто треба да останам во политика. Амбиции секако дека имам, ако одлучи, ако мислат граѓаните, партијата дека треба да бидам кандидат за советник за следните избори, окей, ќе прифатам, ако не се нешто можеби друго понуди да биде некаква опција за избор за наредната година. Ќе бидат интересантни наредната година изборите на локално ниво, бидејќи искрено се надевам дека конечно ќе дојде до промена на изборниот закон и ќе се направат отворени листи каде што луѓето директно ќе може да дадат глас за лично за кое што мислат дека сакаат да гласат. Бидејќи на тој начин ќе паднат многу завеси бариери во политичкиот живот, каде што се наметнува постојано некои поединци да бидат во извршна, во изборна власт, да изберена власт да бидат и сега често луѓето се прашуваат што прави уште таму политика вака, на отворени листи кога што ќе се излезе, ќе се знае, се заокружуваат за Томица, за Бојан, за овој, за оној, и ќе се знае, ќе се види тежината едноставно и начинот на кој што некој делува политички и каков представник и самите партии ќе изнесат на кандидатските листи. Тоа во иднина секако да се преточи од локално ниво да отиде на централно ниво. Тоа е едно скалило плюс во демократијата според мене, кое што би требало во што побрзо време ние да го достигнеме. Ако не се направи ова, ние уште ќе тапкаме во некое ниво на кое што сме достигнале сега на демократија, нели си рекол дека секој си има своје чувство и перцепција за демократија, но тој начин ќе си партиите сами многу повеќе ќе се отворат и самите политичари, еве некои млади луѓе како мене што се одлучиле да влезат во политика, многу повеќе ќе внимаваат на тоа како работат, што работат, зошто работат и повеќе ќе бидат одговорни.
И сосема на крајот на емисијата, како ковид кризата се одрази врз работата на јавното предпријатие Пазаришта во кое што вие сте вработен? Има ли од почетокот на март наваму има ли интерес за закуп на теските? Благодарам на ова интересно прашање. Јас малку ќе излезам од времето на ковид кризата, бидејќи Пазаришта веќе континуирано е зафатено од некоја криза, која што не е одраз само на закуп на тезги, но наравно на тоа ќе се обидам прво да одговорам на вашето прашање. Дали се одрази ковид кризата? Да, се почувствува посебно во делот кога со одлуки на влада, на општински штаб за заштита и спасување беше затворен зелениот пазар. Не работевме некаде месец и половина, така нешто беше тоа од средина на март, таму некаде до 5-6 мај, тогаш почнаме повторно со работа. Самото предпријатие не се одрази многу, мислам дека мал број на тезги се откажани, намалени, едноставно луѓето што ќе работат, каде ќе остават, каде ќе одат сега во време на ова криза. Тоа се закупци на тезги кај нас се со години кои што држат тезги, доаѓаат и нови, да, но тоа се реткост и не е тоа некој нагло излегување од намалување на бројот на тезгачи или на промена, тоа се луѓе кои што со години работат, заработуваат и печалат, едноставно се дел од општество што работа во пазарот во Куманово. Сега ние тука си имаме некој друг проблем свој што самото јавно предпријатие кое што е задолжено да ова услуга да им овозможува на граѓаните нели да може да стопанисува со тезгите, да може да ги издава на своите клиенти. Ние сме во некој подолг период сме во криза финансиска, која што неколку пати јас го кажам својот личен став за тоа и се многу се сложува дека тоа е пред се поради катастрофално лошиот менаџмент во одредени периоди во предпријатието, има таму некоја екипа менаџерска која што работи, се труди нешто, но се гледа дека не оди во добар правец. Општина Куманово со ребаланс и со претходна одлука му додели 3,5 милиони денари на јавно предпријатие Пазаришта, со што го зголеми оснивачкиот влог на начин да се нели она загуба што се јави при неработењето на пазарот да се помогне во ова криза, но сепак тоа е некоја, ајде како да кажам, краткорочна инекција која што добива на предпријатие Пазаришта Куманово. Ако сериозно не се промени начинот на менаџирање на ова јавно предпријатие во наредниот период, јас се плашам дека Куманово ќе остане без зелен пазар. Нереално се очекува предпријатие кое што на овој начин работи, кое што на овој начин менаџира, кое што на овој начин едноставно им пружа услуга на граѓаните да опстои. Не е се само во прашање таму вработените и самите закупци на тезги кои што сакаат едноставно вложување таму, има сериозна борба и конкуренција имаме со големите маркети и ние на никој начин не имаме возможуваме нашите клиенти закупци да може да се борат. Дефинитивно дека подобра роба, храна има во однос на храна зборувам има на зелениот пазар, во однос на маркетите, но јас кога одам на пазар, познам за себе, сум прилично на зелениот пазар, многу малку се вложува. Многу малку се вложува пред се во делот на хигиената, многу малку се работи, се тоа го гледаат граѓаните. Не имавме промена на кров минатата година и предмината како беше некои ситни вложувања, но тоа не се гледа, едноставно ќе ги натера закупците на тезги да побарат некој друг начин на работа и на заработување. Ние имаме сериозен проблем и со однос на дивите продавачи кои се околу пазарот, надвор, на секаде низ градот, каде што и тие ни представуваат сериозен проблем и се сериозна конкуренција на нашите закупци на тезги. Затоа мора да се размислува малку подалеку. Јас очекувам на следната седница да го добиеме и да го видиме тој план за излез од криза на јавно предпријатие Пазариште, да се види реална финансиска ситуација која е. И на крај крајава, ако не може овој менаџмент и овој менаџерски тим и било кој да се справи со тоа во каква ситуација самото предпријатие, ништо не е страшно, се размислува дали ќе се затвори, дали ќе се продава, што ќе се прави, ќе се менува концепт, начин, дали ќе биде јавно предпријатие, АД ќе биде, било што нешто мора да се направи за да опстане Куманово. Јас дека нафрлав сега неколку идеи да опстане Куманово, да има зелен пазар, бидејќи заслужува Куманово, огромен град е, треба да има зелен пазар, има земјоделски производители кои што произведуваат сериозни количини на храна, кои што мора да најдат негде пласмана
зелениот пазар во Куманово е познат по тоа дека секогаш има свежа роба, квалитетна, и луѓето се снабдевале со квалитетна храна од зелениот пазар. Господине Илиќ, ви благодарам на гостувањето. Се надевам дека со вечерашните теми успеавме да го задржиме вниманието на гледачите. Ви благодарам. Ви благодарам на вас на поканата. Тоа беше се за вечерва, почитувани гледачи. Вие останете со програмата на Телевизија Плюс. Се гледаме следната недела. Пријатна вечер.